стави си на медиум и денеска, како вообичајно, ја следите работата на локалната самоуправа. Благодарам за вашето постојано присуство, за интерес на граѓаните се. Значи, денеска сме во објектот, што ми доведе новинака да каже Еминовскиот дом, Нотр-Дам, значи Зеленскиот дом, една од позначајните архитектонски монументи во градот, значи со историско наследство. Проектот кој ќе го се кажа преку регионот и општина Куманово, значи партиципира и општина Куманово и преку регионот добиле средства за реконструкција. Сме во фаза на промена на столарија, однапре се става климатизација, грејење, промена на електрика, санитарни јазни, природи таки, она што е важниот дел од внатрешното уредување на Зеленскиот дом. За нас останува уште согласност од Конзерваторскиот завод за согласноста на нашиот проект за фасада, исто така и илуминација на Зеленскиот дом, бидејќи без на согласност ние таа фасада имаме една согласност од 7-8 години, меѓутоа сега по новите услови за конзерваторство и за зачувување на историски важни објекти, значи да имат историско наследство, да добиеме согласност. Тој проект го чекаме, се надевам, беше 31 септември, последен датум кога требаше да се изготви тоа, се надевам дека тоа ќе биде завршено и мислам дека до крај на година ќе биде завршено внатрешното согласување на Зеленскиот дом, со тоа што имаме ветување дека преку заводот ќе биде дел финансиран и фасадата, односно промената на кровниот дел. Така да, без разлика на тоа, ние овој дел што е во описот на тендерската поставка ќе биде завршен до крај на година. Задоволен сум од динамиката, остануваат заречиски работи кои треба да бидат завршени и се надевам дека до негде завршна фискална година, бидејќи овие средства односно фискална година 2016, негде до средина на декември ќе завршна ситуација по оваа тендерска поставка. Знаете дека предпочини е 20 милиони, средствата се 66% на съответните обезбедени преку регионот, каде јас се на регионот и општината партиципира на институт.